Студентите во трите најголеми студентски домови во Скопје останаа без појадок. Станува збор за студентскиот дом Кузман Јосифовски Питу, студентскиот дом Гоце Делчев и Стив Наумов. Од сега, наместо вообичаените 3 оброци кои им следуваа, идните академски граѓани кои одлучиле да ги користат услугите на студентските домови за истата цена која ја плаќале и досега, ќе добиваат само 2 оброка. Останува нејасно која е причината и дали Државниот студентски центар, под чија надлежност се трите домови, оценил дека студентите немаат потреба од појадок. Телевизија Нова побара одговор од раководството на домот, но оттаму се уште без одговор. Реакциите од студентите не стивнуваат на социјалните мрежи, на кои го изразуваат своето незадоволство. И ова е само една мерка од низата укинување или стопирање во образованието. По формирањето на новата влада во високото образование се укинаа диспензираните студии, со што им се скрати правото на студирање на многу млади луѓе кои немаат средства да патуваат и престојуваат во други градови. Се стопираше проектот 30-35 кој обезбедуваше финансиски поволности при студирање на повозрасните граѓани, а дополнителен удар за студентите е укинувањето на вредносните ваучери за купување на компјутери. Откако пратениците на Социјалдемократскиот сојуз и Комисијата за финансирање на буџет гласаа против законот за вредности бонови, покрај во високото образование и во основното и средното образование, новата влада експресно го укина екстерното тестирање, а најавено и можно укинување на Кембридж програмата.